Јован повели. Па не, за нас од левица е поразителен фактот што ние пак со протести треба овие работи да се решаваат. Јас го следев протестот на студентиве и тој како последна каписла што ги изреволтира студентите беше баш тој нов предлог закон каде што се введува нови критериуми за одлучување кој ќе земе субвенциониран, а кој нема да земе субвенциониран студентски оброк. И мислам да се штеди на такво нешто е како една нација ако да си го дозволи, тоа е страшно поразително. Не може на студентите за јадење ние да штедиме. Јас разбирам да се штеди на други места, иако за тоа можеме понатаму да дискутираме и во економскиот дел од програмата, од емисијата, но за студенти за оброк не смее да стане збор. Револтот на студентите не е само тоа, не е само овие студентски субвенционирани оброци. Јас кој што видов протестот, он има и други барања. Да. Меѓу другото беше има да се стипендиите ретроактивно да се исплаќаат тие што се покачени, на некои луѓе не им се исплатени, да не се наметнуваат оние мерки за штедење на студентските домови. Значи јас тоа го разгледував 15% им вело на студентските домови да ги намалат потрошувачката на енергија во однос на лани, што во однос на лани не работеа. И сега ние доаѓаме до ситуација кај што сликата со студентските домови е катастрофална. Јас само да посочам, пошто категоријата студент е многу ефемерална. Ние наредно се сретнуваме со проблемите на студентите кога нашите деца ќе отидат на факултет, откако ќе искочиме ние од факултетските клупи, и може јавноста не е комплетно запознаена со што се случува по студентските домови. Во студентскиот дом Пелагонија, например, таму нема топла вода. Значи студентите не можат да се избањаат како што треба. Им ги гасат во Гоце, например, студентскиот дом после 7 часот лифтовите. Понатаму не знам, ги приселуваат да немаат грејни тела, иако тие студентите се мрзнат таму. Прочитав и дека им легувале во соби да проверат случајно да нема нешто запалено, мислам као да се они некој вид на гестапо, па да проверуваме што. Добро, тоа прочитавме така. Тоа треба да излеземе на терен за да ја утврдиме состојбата вистински, но верувам секако дека условите во кои што живеат се тешки и неподносливи.